Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на многу моја омилена тема, односно сакам да ви доближам и да можеби некој од вас го освестам за недоволното јадење, односно кои се 5 последици доколку можеби не јадете доволно. И оваа тема ја кажав како омилена затоа што секојдневно се борам со луѓе и со кои што работам и со кои што можеби се среќавам на неформални средби, дека стравот од тоа да изедам храна за да не се поправам или да не си го расипам резултатот е неоснован. И сакам некој од вас да се препознае во овие 5 знаци кои што многу често и најверојатно можат да значат недоволно јадење. И она што мислам недоволно јадење не е тоа колку вие оброци ќе имате во текот на денот, иако зборувавме за минатата недела за таа тема, туку колку нутритивна богата храна добива вашето тело. Бидејќи и самите знаете дека енергијата која што нашето тело ја продуцира за да не одржи во живот и да ги обавува хемиските и метаболичките процеси, се заснова директно и е право пропорционална од тоа какво гориво нашето тело добива. Бидејќи храната, водата и воздухот се трите работи кои што се горивото за нашето тело и тука завршува се. Сега, кој е првиот знак кој што е најава дека можеби имате проблеми со недоволно јадење на храна? Тоа е неправилното спиење, односно раскршување на сонот. Многу луѓе познавам, а и сигурен сум дека вие познавате, луѓе кои што се жалат на своето спиење, односно можеби се жалат дека не можат да заспијат, дека често се будаат, дека имаат многу лесен сон, дека најмала работа може да ги разбуди и така натаму. Тоа е затоа што кога недоволно вие го подкрепувате телото со храна и со нутритивна вредност, хормоналниот статус во телото е различен, а тоа значи дека одредени хормони кои што се всушност сигнални механизми на нашето тело многу често може да ве разбудат и да ве дигнат од спиење, затоа што телото е едноставно толку совршена машина што секогаш кога на долг рок ќе му фалат одредени нутриенти, секогаш ќе биде во готовс да можеби дразби ги прецепира како сигнал дека можеби е тоа можност да се добие некакво гориво и некаква храна. И затоа луѓето кои што можеби имаат проблеми со спиење, а не се поврзани со животен стрес, тогаш најверојатно треба да проверат каква е нивната храна. Второ нешто кое што исто така е сигнал дека нешто не е во ред, тоа е немањето енергија. Немањето енергија е нешто што денеска човештвото како да кажам, обседнато со тоа дека нема енергија и има умор и константно користи некакви стимуланси и додатоци за да си ја крене енергијата во текот на денот, но немањето на енергија повторно се сведува на простата и едноставна логика дека метаболичките и хемиските процеси и реакции во нашето тело се поврзани со горивото и нутритивната вредност која што нашето тело ја добива и многу често ако изостануваат есенцијални протеини, ако изостануваат есенцијални витамини и минерали во нашето тело, тоа значи дека метаболизмот ќе не може да ослободува доволно енергија, а директна последица на тоа недоволно ослободување на енергија, енергијата која што ние чувствуваме во текот на денот и тоа колку се осеќаме мрзоволно, дали можеби имаме падови на енергија и на концентрација во текот на денот и тоа е нешто што пак ќе кажам денеска е секојдневие за многу луѓе на оваа земјина топка. Трета работа е опаѓање на косата. И многу од вас кои што користите можеби некакви шампони или додатоци во исхрана за да го средите тој проблем и да константно гледате на вашата перница коса, да константно во бањата гледате коса, да константно на вашиот чешел или четка гледате коса, тоа значи дека нешто не е во ред, али од внатре. Најчесто што не е во ред, прва работа е недоволниот внес на протеин, втора работа е недоволниот внес на Б витамини или поточно биотин или познат како витамин Х, затоа што тоа е еден од главните, како да кажам, одржувачи на здравието на косата и трета работа по важност е железото, кој што исто така е стимуланси, храна и гориво за нашата коса. И доколку овие три работи манкаат, тоа значи дека најверојатно ќе чувствувате и ќе гледате константно коса по вашите домови и ќе се мачите со тој проблем површински, ќе барате шампони и така натаму, но пак ќе речам,
Не можам да навлезам индивидуално на проблемите, но веројатноста дека се работи за недоволно храна е голема. Четврта работа е раздразливост, односно често да знаете од најмали ситници да се изнервирате или да се возбудите, да ви тропка пенкалци да се нервирате, да ви шушти музика и да се нервирате, да крцка врата и да се нервирате, да слушате шепотење и да се нервирате. Тоа е затоа што вашиот мозок тие дразби ги перцепира како можност за некаква храна, немате трпеливост, повторно може би ви звучи неверојатно, но повторно се сведува на незадоволување на нутритивните и енергетски потреби на вашето тело. И пета работа која што исто така се јавува кај многу луѓе е зиморливоста или константното чувствување на студ, особено во овие периоди од годината, есен, зима и така натаму. И повторно тоа се должи на тоа што вашето тело нема доволно гориво за да ослободува енергија, да ги обавува метаболичките процеси правилно и често таа енергија и е топлинска енергија, затоа што и за телото да ја одржува температурата на 36 степени и да може да се справува со тие надворешни влијанија, повторно е потребна вашата поддршка од внатре, односно вашата поддршка преку уста која што му ја давате на телото ваше и тоа потоа ја користи како извор на енергија. Така да, дечки, тие се петте сигнали и знаци на кои што треба да поведете сметка. Ако некој од вас се препознае, нека превземе мерки. Слободно може да му помогнем ако сака и да го насочам, можеби да видиме што него му фали во исхраната и доколку можеби имате било какви други прашања кои што не се поврзани со темава кој што денеска зборувавме, хаштагот Ask Јосиф, приватна порака или било кој начин, исконтактирате ме, прашајте ме и ќе позборуваме и во овие епизоди на тие теми. Фала ви уште еднаш за вниманието, ви посакувам убав ден и здрави животни навики. Чао, чао!